Добар ден, почитувани, ја следите најновата Телма амбуланта. Живееме во време чии главни карактеристики стана отугеноста и осаменоста. Осаменоста може да биде многу штетна за физичкото и ментално здравје. Тесно е поврзана со депресијата. Да се биде осамен не секогаш значи да се биде сам. Може да бидат осамени и оние кои се обкружени со луѓе, но сметат дека немаат друштво какво што посакуваат. Дали депресијата, поврзана со осаменоста, е покарактеристична за возрастните лица или се јавува и кај младите? Како да се надмине и да се преживее депресијата, осаменоста, но и самотијата? Разговараме со професор доктор Антони Новотни, психијатар. Разговорот ќе го проследите по рекламите. Останете на Телма. Дали чувството на осаменост доведува до депресија? Ќе го запрашаме професор доктор Антони Новотни, психијатар од Универзитетската клиника за психијатрија. Професоре, добар ден. Добро дојдовте во студиото на Телма. Добро ве најдов. Начинот на кој што доживуваме осаменоста се разликува, значи различа од човек до човек. Не секогаш да се биде сам значи да се биде осамен. Па што е точно осаменост? Па не знам од каде би почнал, но може би од таа една позната реченица која што вели дека човек и во полна соба може да се чувствува сам. Не знам како е на македонски, но во секој случај осаменост е субјективно чувство, субјективно непријатно чувство, индивидуално чувство кое што е некаква дискрепанца меѓу нашите очекувања за тоа колку треба да имаме и колку квалитетни социјални релации или релации со блиските да го доведеме до нешто потопло, поинтимно, бидејќи навистина таа осаменост е интимно чувство. И она што реално ни се случува, односно реално го имаме како комуникација, конекција со нашите блиски, со поширокиот социум и така. Значи, тоа е субјективно чувство што се разликува од поимот социјална изолација, бидејќи често се става под еден таков, под чадор, под ист кош ги ставаме овие поими, па дури, сега не знам дали на македонски има разлика, вие споменате самотијата и осаменоста, и тука има разлики, некои пак во објективност и за разлика од осаменоста, социјалната изолација, па и самотијата представува објективен недостаток на социјални релации, недостаток на луѓе со кои што комуницираме, недостаток бројчано и квантитативно и квалитативно, тоа реално недостасува. Од друга страна, осаменоста, еве да повтораме, субјективно чувство, непријатно чувство каде што ние можеби имаме некакви социјални комуникации, но тие се недостаточни, тие се веројатно недоволно квалитетни и не исполнуваат. Се чувствуваме како да сме изолирани, како да сме изземени како да не сме дел од нешто, како да не припаѓаме на тоа, ако сакате, семејство или на заедницата пошироко или на тоа мало, ако сакате, како порано што велевме. На нешто што би требало да имаме чувство на припадност, дека сме дел од тоа и се повлекуваме уште повеќе. Што се може да го поттикне чувството на осаменост? Вие веќе споменавте дека недоволната комуникација со луѓето или пак неквалитетната комуникација со луѓе може да влие врз сето тоа. Дали одредени периоди од годината, например, кога сите одат на одмор или пак има некои празници, а ние се чувствуваме дека не можеме да создадеме спомени какви што сакаме, може да доведат до ваков проблем? Ова прашање е комплексно и јас можеби би се задржал само на еден дел кога рековте празници, па или летни одмори, кога луѓето се сами, а оние постарите се сами остануваат без децата кои што заминуваат. Велам, двострано е прашањето или повеќе условено е прашањето, бидејќи во психијатријата, се морам јас мојата професија да ја вратам тука, во психијатрија постои така наречен anniversary синдром, што би значило синдром кога ние се сеќаваме за изгубените наши, нели, за луѓето кои што сме ги изгубиле, за луѓето кои што веќе не се со нас. И сето тоа па дури и за некои символични сепарации кои што не се трајни сепарации. Подсетникот на сето тоа, се она што се случува, да речеме, за празникот Нова година, нас не носи тага, наместо да ни
носи некаква радост како празник. А од друга страна, за време на празниците уште поспецифично, или останувањето сам е уште потешко и подлабоко се доживува, затоа што едноставно тоа е време во кое што сме навикнати да бидеме со нашите блиски, да споделуваме, да имаме некакви прослави, да споделуваме некакви емоции кои што се пред се позитивни, бидејќи е празник, бидејќи нешто се празнува. Ете, по дефиницијата на тоа празник, празнување. Велам, повеќе слојно е прашањето, бидејќи можеме да го разбереме секако. Ако сакате од друга страна сезонски есента и зимата, кога нели имаме помалку сонце, е време кога сме повеќе склони кон некои, како се вика, тие блуд чувства, депресивни. Депресивна, сезонска депресија. Да, сезонска депресија. Значи има повеќе начини на кои што можам да ви одговорам, но во секој случај на самотијата делува одвоеноста од семејството, делува одвоеноста од социумот, маргинализацијата. И сега вака кога зборувам, гледам дека веројатно не почнавме да го поделиме некако поимот осаменост кај возрастните и осаменост кај младите, зашто тоа се две различни категории кои што мислам дека ќе ги објасниме низ самиот интервју, самиот разговор со вас. Јас сега зборувам за осаменоста на возрастните, кое што е изворедно зачестена во Америка. Се има, бидејќи тие американците имаат статистика за се, па работат и на овие проблеми. Западна Европа, за жал, ние немаме. Вела дека еден од 4, секој втор возрастен американец реферира чувство на осаменост. Други податоци велат дека некаде 25 до 35% од луѓето во светот се осамени. Тоа се сериозни бројки и тоа е сериозен јавно-здравствен проблем за кој што се зборува. И сега ние може да завлегуваме во причините на ова отуѓување на луѓето меѓу себе и престанокот, но пред се треба да дадеме акцент на тоа дека еве и оваа емисија треба да биде едно подигање на јавната свест за постоење на тоа, за постоење на овој, како да кажам, социопсихолошки феномен, бидејќи не би рекол дека е само психолошки, биќе има многу социопсихолошки феномен кој што задира длабоко во здравјето и во тој израз англосаксонски well-being, не можам да го преведам, добро живење или квалитетно живење на секој од нас како поединец. И можеби тука на ова место треба да, бидејќи сега споменав осаменост кај возрастни, осаменост кај деца, треба да кажам дека осаменоста е еден убиквитарен поим кој што не задира сите нас. Сите ние сме подложни на тоа, сите ние низ различните генерации. Веројатно не се зборува доволно за осаменоста на средовечните луѓе или на активните вработени луѓе, бидејќи тие веројатно немаат ни време за себе си и немаат ни време да помислат за осаменоста, па никој не прави ни студии за нивната осаменост. Јас не би сакал да зборувам за мене, но многу од нас веројатно понекогаш се чувствуваат осамени. Да. Веќе кога ги споменавте по возрастните лица, дека кај нив е изразено чувството на осаменост, дали е тоа поврзано, да речеме, со некои стресни животни настани, например, одење во пензија, намалени приходи поради помалата пензија од она што претходно се заработувало, смрт на некој од партнерите? Еве, кој полесно го прифаќа губитокот на брачниот другар, мажите или жените? Па, секако, вие ги набројавте сите фактори кои што се придружни фактори, за жал, на времето кон кое што сите ние се движиме, а тоа е времето на повозрастната доба или старењето, кога веројатно губитокот на партнерот е број еден ризик фактор за доживување или за тригерирање на процесот на осаменост и за исполнување на животот со нешто што веќе има безсмисленост, то целосна промена на активностите на секојдневно живење, бидејќи не е тука покрај нас човекот кој што не придружувал или жената која што не придружувала долги години. И тоа е, според литературата, тоа е нешто што е многу тешко заменливо. Или ако сакате,
луѓето воопшто не сакат ни да го заменат, возрастните луѓе. Така, тоа е секако еден од ризик факторите и од чинителите кои што прават да нашите возрастни, да нашите мајки, татковци, дедовци, баби, зависи нели кои сме, ги прават да бидат осамени. Навиките кои што ги носат, сеќавањата кои што ги имаат од тој претходен убав живот, веќе нема со кого да ги споделуваат. Дури кавгите, оние ситните кавги недостасуваат кои што дури несогласувањата, нели? И тие фалат. Сето тоа е веројатно носи кон едно чувство на повторно па некаква каде припаѓаме ние сега, со кои сме. Децата се веќе израснати со своји проблеми, внуците се, окей, доаѓаат, носат радост, но имаат нели своји некакви преокупации. Пензионирањето исто така може да се земе како еден фактор кој што јас можеби е подобро така да зборувам, за мене да зборувам. Јас сум уплашен од тоа што ќе правам кога ќе одам во пензија. Мојот живот е 40 години психијатрија, медицина, луѓе, пациенти, луѓе кои што имаат мака. Често знам да кукам, да се жалам дека само за тоа ми се јавуваат луѓето. Што ќе правам кога ќе престанат? Знаете, велат, еден од прерогативите на осаменоста е и чувството на бесмисленост или несврсисходност на животот. Зашто јас постојам? Кому му требам? Дали сум јас сега вишок? И тоа е повторно, дали таа, како да кажам, тој квалификатив кој што возрастните често ни го кажуваат, еве сега, јас морам да застанам малку, бидејќи во последно време ме преплавуваат емоции кога размислувам за не за моето старење, него за старењето на моите блиски, на луѓето со кои што работам и така. Велам, треба да размислуваме дека сите овие фактори водат кон самотија, кон осаменост и можеби треба да го кажеме што таа па самотија понатаму може би дирекционално, значи да возврати и да направи како штета на здравјето. Да. Може да не разболи? Апсолутно. И влијае на физичко и на психичко здравје? Јас ќе ви кажам сега вака, читав многу убава статија од една колешка која што почнува вака. Замислете, еве, нека замислат сите нели наши гледачи, замислите нов третман кој што може за 25% да го продолжи нашиот живот. 25% тоа е изразот longevity или longevity, долговечност. Нашата долговечност, нашиот век на живење за 25% да го продолжи нашиот век на живење, за 50% да го продолжи квалитетот на живот, за 30% да го намали ризикот од кардиоваскуларни, од срцеви заболувања и од мозочен удар, за 50% да го намали ризикот да развиеме Алцхајмерова болест или деменција. Или наликува на оние што ги добиваме сите ние ако почнеме да се жалиме за болки на зглобовите или за некој главоболие, па добиваме од интернет разни препораки што се продава, како се продава, некој нестварен, нереален третман. Не се работи за третман, се работи за социјалната конекција, за социјалната поврзаност. Замислете, истражувањата во светот, ова колешка, затоа го направи, како она почнува со тоа, точно токму толку сите студии во последните 2 декади, а светот се бави со тоа, со осаменоста како ризик фактор, велат дека дури 30% се намалува ризикот за кардиоваскуларни болести и за мозочен удар. Најчестите заболувања на овие 1-2 века. Дури 50% може да се намали ризикот или да се успори процесот на когнитивно пропаѓање, што е нели предуслов за деменција или слика на деменција или на Алцхајмерова болест. Од друга страна, нели има, велам, двострани се тие влијанија на осаменоста со некои метаболни. Ние кога сме осамени, сме тажни, сме под стрес. Сме тажни, сме под стрес, имаме развој на анксиозност, на депресија, но имаме и од друга страна метаболни промени кои што се резултат на инактивитет, не се движиме,
се повлекуваме, тука се подигнуваат нивоата на масти, на холестерол. Хормони на стрес се излачуваат. Сето тоа, да, и хормони на стрес, сето тоа води кон понатамошно влошување на нашето телесно здравје. Од друга страна, треба да вие ги зачнавме елементите кои што водат кон осаменост, а се атрибути на возрастното доба. Тука е неподвижноста или тешката подвижност се спомнува како ризик фактор, се спомнува потоа намалувањето на видот или на слухот. Сето тоа што во староста е, како да кажам, вообичаени проблеми здравствени кои што се јавуваат, тие дотураат на осаменоста. Ги дотураат. Уште подлабока ја прават? Па да, ја прават и ги исклучуваат луѓето. Исклучуваат луѓето дополнително. И на крајот, сега да не биде критика, но кога ќе зборуваме за решенијата, негрижливите заедници, локални заедници кои што не се грижат за тоа да не се грижат, недоволно се грижат и во светот, кај нас секако. Недоволно се грижат за инклузија и за социјална кохезија, која што ќе ги вклучи овие возрастни луѓе. Се уште сме на темата возрастни луѓе и возрастни стари. Така, значи осаменоста е сериозен ризик фактор за здравјето и за долговечност, односно за животниот век, како што споменавте, поради тоа треба сериозно да се размислува на таа тема, но како се однесуваат луѓето што се осамени, како да препознаеме дали некој наш близок е осамен? Ако не сподели со нас. Да, интересно прашање на кое што јас веројатно нема да знаев да ви одговорам, или може би ќе се сетев, но прочитав уште една статија која што беше во врска, припремајќи се за оваа емисија и вели што треба да правиме? Треба да разговараме со нашите блиски. И ова се пораки сега за нашите блиски или за нас како блиски на некои луѓе што ги сакаме, на нашите мајки, нашите татковци, нашите роднини, нашите пријатели кои што имаат потреба или кои што се осамени. Треба да ги прашаме, но не треба да ги прашуваме дали се осамени. Затоа што директното прашање е малку е трики и стигматизирачко и дури ни мајка ми не признава дека е осамена и кој живее сама веќе 9 години без татко ми и секогаш никош се сум ја прашал за тоа, ама ја прашувам како си. И многу луѓе живеат осамено и дали ти е тешко? Дали ти е тешко тоа? Мислам, конверзацијата, разговорот за тоа, близината, или барем само присуството. Присуството дека сме тука и сега, ќе направи да препознаеме, нели? Затоа што симптомите кои што ги манифестираат овие луѓе не се специфични за осаменост, но најчесто осамените луѓе, возрастните осамени луѓе имаат поплаки за зголемени или низок прак на болка, па често се жалат на некакви болни синдроми, на некакви доживување на болка, имаат почесто пад на расположение, што е наликуван или на депресија, а не знаеме дали е или не е депресија. Имаат нарушен сон, може да имаат нарушен апетит, и може да бидат склони кон зголемена употреба на седативи, безодиазепини, за да спијат почесто или за да го регулираат сонот, сега веќе не се знае, тие често прават инверзија на сон, па спијат дење, ноќе не спијат. Тоа се така симптоми кои што можеме да ги најдеме кај некои други нарушувања психички, но се специфични и треба да не бидат аларм дека може би се работи за осаменост. Проверката за тоа е кога ние ќе бидеме тука и сега, или како роднини, синови, ќерки на овие возрастни луѓе и кога ќе поразговараме во тие 5 до 10 минути, замислите ќе помине таа болка која што е тогаш, нели, до тогаш била актуелна, па еве јас дојдов да поразговарам, сега не зборувам, постојат болки кои што се објективно условени, но некои болки или потенцирањето на болниот синдром некогаш може да биде симптом на осаменост. Или ако сакате, расположението, насмевката или малаксаноста, уморот, исто така често се оплакуваат овие луѓе на замор и на бесмисленост. Зошто јас постојам, јас сум само товар на семејството, што не ме земе Господ, како велат
возрастните и така. Мислам, тажни теми, ама јас не сакам да ги преточам во некоја негативна конотација. Треба да ги слушаме возраст, треба да најдеме време. Близината и она што сега не знам како ми дојде таа идеја, ама она што дури и пациентите со Алцхаймерова болест последно го губат, тоа се емоциите. Дури и со луѓе кои што веќе не знаат ни кои сме ни што сме, а ние сме нивни синови и ќерки, ако бидеме тука и сега за нив, ако се дадеме себе си, ако ги тргнеме телефоните настрана, го исклучиме телевизорот и разговараме, гледајќи се очи во очи со тие луѓе, тие ќе почувствуваат емоцијата дека ние сме тука, дека сме сега за нив и дека ги сакаме и дека ја споделуваме таа емоција и дека сакаме да помогнеме, да се најдеме. А замислите колку е тоа опипливо за луѓето кои што знаат кои сме, што сме, им требаме, не гледаат, знаат дека сме зафатени, така натаму и така натаму. Но семејствата се поотуѓени и поотуѓени. Не се чести многу средбите, обично, не секогаш, со постарите лица. Кога ретко депресивните лица се јавуваат на лекар или пак оние кои што се осамени бараат некаква помош, кое е вашето искуство? Кога семејствата се обраќаат за помош за лицето кое што смета дека осамено и дека веќе има некаков проблем, да речеме, со депресија? Дали веќе кога ситуацијата ќе ескалира или на време? Се прават ли овие разговори? Па, пите, јас би ги раздвоил поимите. Ние рековме ќе зборуваме за осаменост и депресија. Осаменоста е само еден елемент кој што придонесува за 30% поголем, 30-40%, не знам како вели литературата, по брз развој на депресија. Значи, може да биде составен дел. Осамен ќе биде депресивен? Мола? Не секој што е осамен ќе развие депресија. Не би рекол, да. Депресијата е еден симптомен комплекс кој што во себе содржи, еве за публиката, едноставно речено, нели, депресивно расположение, пад на волја, губиток на интерес за се, залеженост, неактивност, одбивање на јадење, лош сон, лоши мисли и така натаму и така натаму. Кај депресивните пациенти видлива е сликата и тоа е нешто што домашните или оние кои што се грижат за возрастните лица, ако зборуваме се уште за депресија кај возрастни, би требало да го забележат. Тоа е депресијата и тоа е еден клинички ентитет кој што треба да се лекува. Осаменоста, вие ме прашавте дали луѓето, осамените луѓе, се уште верувам зборуваме за возрастните, а уште помалку младите, се оплакуваат. Не постои таков. Јас првпат сега во Хрватска слушав едно предавање за осаменост и депресија и тоа беше поводот, бидејќи во оваа тема, и ја пофалив колешката, реков, па ние никогаш не зборуваме за тоа. А Светската здравствена организација има прогласено декада на здраво старење, а некои земји имаат дури и замислите се, мислам ова ќе делува малку смешно, бидејќи нас ни е доста од различни министерства, но тие се грижат и да речеме Англија има веќе министерство за старење, а Јапонија мислам дека за министерство за осаменост. Значи тоа се глобални јавно-здравствени проблеми за кои што се грижат луѓето во општеството. Доста возрастно население. Да, имаат возрастно население и се грижат за тоа население затоа што тоа население е осамено, развива депресија, се влошува здравствената состојба и така. Избегав од прашањето, мислам дека прашањето се уште кој што мислите дали семејствата ги препознаваат? Дали семејствата ги препознаваат и дали се јавуваат? И проблемите со депресија дали на време се јавуваат да побараат стручна помош? Апсолутно не се јавуваат. И еве јас ќе кажам пак преку примерот, мајка ми ќе ми извини што вака ја цитирам и рекла да ме гледа. Барем да бидеме во контакт сега и се надевам дека не е премногу фамилиаризирачко ова што јас го правам сега, но преку тој пример кога велам, па добро мамо, јави се ти. Јави се, звони, имаш тројца внуци, три внука, имаш пара внуци, имаш син, 2 сина, знај, јави се кај секој од нас по еднаш, 2 пати, не сакам, може би ви сметам. Да, обично вела да не пречам. Да не пречам, да не сметам. Тоа е тоа чувство дека сме терет, дека сме товар и осаменоста не ја споделуваме никогаш. Иако ние знаеме, децата знаеме дека се тие саме, ама трчаме ни животот, не застануваме ни за себе да помислиме.
а камоли за другите. Или Така. пишува во литературата и секој психијатар ќе ви рече најдете си време за себе, најдете или култивирајте го чувството да може да се грижите за другите, но да се грижите и за себе си. Но ние некојаш не стигнуваме ни за себе си, ни за сопственото здравје. И тоа е страшно, тоа е таа алиенација, тоа е тоа трка во животот во кој што ние како да пролетуваме, а не застануваме и основните чинители за кои што денеска зборуваме, близината, социјалната релација која што во себе носи многу емоција, не? Постои емоционална самотија, постои социјална самотија. Еве, ако зборуваме, емоционалната е недостаток на квалитетна емоционална релација, а ова другата е невклученост во социјалните мрежи. Обете се случуваат на возрастните луѓе. Поразговараме за децата, дека децата имаме друг проблем. Ќе ги вклучиме и гледачите. Од овој момент, почитувани, емисијата е контакт на професор доктор Антони Новотни, психијатар од Универзитетската клиника за психијатрија, е гостин во студиото на Телма. Тој ќе ги даде одговорите на вашите прашања и на бројните наши дилеми кои што ги имаме на оваа тема. Уште малку ќе се задржиме кај постарите лица, како да знаеме дали се само тажни и поради тоа се чувствуваат лошо, поради осаменоста, или се тажни, или пак имаат депресија. Постои ли начин ние да препознаеме најнапред во домот? А веројатно не е едноставно и за психијатарот да процени. Секако, не, сомнежот секако треба да го постават домашните. Па, видите, за депресивните пациенти од било која возраст имаат поплаки за тоа што го доживуваат и знаат да се пожалат, дека губат волја, немаат интерес за она што до тогаш им било интересно, дека наедноставно не можат ни да влезат во денот. И сега мојата сопруга, сега целата семејство си го споменав тука, ама мојата сопруга е лекарка и рече и прави контрола на тоа што јас зборувам кога сум во медиуми, и рече нема да го кажеш, тоа зашто е премногу, но ќе го кажам. Тоа е една поговорка која што србите ја велат да се умием или да се убием. Тоа е толку илустративно. Дали да се измијам или да се... Не му се станува на пациентот, нема волја да стане, нема волја да се облече. Замислите, личната хигиена може да ја запостави, да не сака да се избања. И тоа се веќе алармантни знаци на депресија. Или ќе престане да јаде, нема апетит. Без апетитиото пак и во тие волево-нагонски динамизми кои што ги губиме во депресијата. Нарушен е сонот, се буди рано или не може да заспие до доцна во ноќта или направи инверзија на сон. Тоа се све елементи на депресија кои што се препознатливи. Променето е целото повеќе. Не излегува никаде, не се облекува, останува цел ден во пижамите, во спавањата. Сето тоа е нешто што е поинаку и на ниво на поведение, и на ниво на емоции или расположение, ако сакате афект, и на ниво на мисли. Мислите се депресивни. Зошто јас постојам, што правам, терет сум на другите луѓе, се е лошо, ништо не направив со моите деца. Знаете, се фалсификува во црно. Тоа е сликата на една голема депресија или на една депресивна состојба. Така да поплаките на депресивните пациенти доаѓаат вака или онака. За осаменоста не зборуваме. Имаме гледачи. Ќе ги вклучиме во програма да ги слушнеме нивните прашања. Добар ден. Добар ден, добри луѓе. Добар ден. Ви посакувам и вас убав ден. Кој е вашето прашање? На телефон Миле Керес од Делчево. Така. Ве поздравувам, баш ме заинтересира тоа. Јас живеам веќе 26 години со ЕМС и сакам баш да се надоврзам на темата. И кај мене се случува тоа, дори татко ми беше 7 години непокретен, мајка ми 3,5 години непокретна, сестра ми почина и остави 3 деца, се избори за сите. Пред тоа брат ми беше алкохоличар, дури на братанците да помогнам, да отскокна, да го земат пазот и сега останав сам. Сега кога останав сам и сите само гледаат да ме користат, демек тоа, демек јас само ќе кажам, деца, вие не можете толку да ми земете колку што на мен Господ ми дал. Ама кога ќе се видам или ќе се слушнам со нив, тоа е се, како што рече господинот, како да сам и на товар. Ако ми се јават, ќе им се јавам. Ако не ми се јават, нема да им се јавам. А причината е тоа што се мислам дека, ете, зошто јас живеам, останав без фамилија, без семејство, без никој.
сам живеам. Мене во Делчево не познава сите Миле Керест и стално ќе излезнам, ќе прошетам тука тама. Обично гледам да пасирам некоја позитивна енергија, добро утро, добар ден, добри луѓе. Така да направите разговор со околината, со луѓето кои што ги среќавате. И од сето тоа многу пати ќе ми рече, абе, кај ја наоѓаш таа позитивна енергија? А морам и да ја измислам некој таа позитивна енергија, што рече господина, за да можам да продолжите понатаму, така? Да третирам, да ме забележат како Миле Керес, добар човек, немаме никој зло, немаме у полиција, судове, затвори, се борам на сите полиња. И сега само сакам да прашам, ете сега имам и куќна помошничка, ама и таа манипулира, сака да манипулира, а нема капацитет, и таа е млада. И тука као демек тоа она, јас само правам аха. Така, кое ви е прашањето само? Кое ви е прашањето? Прашањето ми беше, например, кој би бил изворот за да се продолжи животот и понатака. Кај ми не падна моралот, ми падна моралот, ми доаѓаше на памет да си ставам си джимката и да се обесам. Ама си викам, ај, ќе направим некруг, па ќе видам. Така, никако такви мисли. Ви благодарам што се вклучивте во програма. Професоре, што можете така, секако ви благодарам за вклучувањето и за споделувањето на вашата животна приказна. Очигледно воопшто не била и не е се уште лесна. Што советувате во ваков случај, кога некој има вакви мисли? Тоа сепак би требало да биде разговор со психијатар и... Значи разговор со психијатар, тоа би требало да биде... Сериозноста на нешто што и наликува на суицидалност, на самоубиствени мисли е веќе голем аларм, кој што не би можел да оди вака низ медиуми. И разговор не дека се тоа некој тајни, ама тогаш се зборува, треба да се врати, нели, смисолот за живење, секако има гледачот нешто и некој за кој што би живеел, а на крајот на криштата таа добрина која што зрачи од овој човек кој што ни се обрати добар ден, добри луѓе, и која што се обидува да ја рефлектира во својата околина, е она што всушност се препораките за да ја победиме осаменоста, да ја вратиме добрината во нас, да си кажеме ден, добар ден, добро утро на соседите со кои што се гледаме, да ги вратиме оние катчиња кај што се собиравме, тоа постоеше во некое време. Делчево е мало место, ако разбрав, човекот од Делчево не е преголемо место и веројатно имало места каде што луѓето се собирале, разговарале. Таа култура на соседство, на neighborhood, велат англичаните, каде што луѓето имаат некаков контакт. Тие прават нешто што е малку поизвештачено од нас. Да ние сме знаеле, сега се враќам во моето детство, сме знаеле до еден камен да се собираме во малото кој што стоеше, кој што можеше да се седне, па кој прв ќе стигне да седне, и разговаравме за различни работи. Возрастите беа во некои дворчиња импровизирани покрај нашите згради кои што постоја. Сега не би сакал да почнам за урбаната мафија и она што ни се случи од Скопје дека нема. Значи ние мораме да ги вратиме, тоа е задача и на заедницата, некакви месни заедници. Знам дека некои мои чичковци одеа и се забавува кога се пензионира некаде да дискутираат, да се чувствуваат се уште важни дека нешто постои. Се колку да тоа делува социјалистичка, ама тоа беше начин на дружење, начин на осмислување на животот на тие повозрастни луѓе или на тие сами луѓе, ако сакате, не морат ни толку возрастни да бидат, на тие пензионирани или како сакате. Велат, има една студија многу стара, но е обновена сега негде 90-тите, е правена со пишување на картички, овие, ама рачно пишувани честитки за нова година или за нешто, каде што се ама персонализирани, каде што ги праќаме на нашите соседи или што ја знам, ни ги праќа жената од пекарата. Таков експеримент направиле. Тие направиле сериозен помак во борбата против осаменоста. Луѓето се почувствувале дека припаѓаат на тоа мало, на тоа окружение, таму каде што купуваат леп, каде што купуваат млеко, или дека во истата зграда живеат тие соседи кои што им пишеле. Направен е експеримент. Тоа е битно, ние забораваме на таа насмевка. Јас имам прекрасни соседи со кои што знаеме да споделиме барем по 2-3 збора и тоа ми исполнува. Секогаш ми прави дека кога ќе ги видам тие луѓе, ние сме тука, тоа е наше. Но сега современиот начин на живот е таков што дури понекогаш не си ги знаеме соседите кои што живеат
на истиот тоа е прат за нас. трагично. Тоа е трагично. Тоа е трагично. Јас растев во мало во другата страна на Вардар, во Чаир, каде што децата ги чуваа оние што беа дома, Така. соседите. Ние растевме кај соседи, тие луѓе ни беа проширено семејство. Ние си одевме и си доаѓавме дома и мислам ни доаѓа и одевме кај нив дома. Веселбите не можеа без соседите. Дури постоеше месечни ден кога еден ден од родендените, ако се слави 2 дена, 3 дена се славеше само за соседи, бидејќи беа толку многу и толку бевме блиски. Очигледно дека сите тие игри беа работи со би децата од требало соседите. да се вратат. Позитивните работи од минатото мора да се вратат. Апсолутно. Ние мораме знаете, кога го зборуваме за поимото саменост, научните сознанија, литературата упатува на тоа дека постојат блиски релации, тоа се семејството, најблиското семејство, но и по-лабави релации кои што исто така се важни заради тоа што тие будат во нас, нели, нешто што е ново, нешто што се случува во општеството и така. Така да сето тоа е важно. Тоа е животот го сочинуваат сите тие релации. Така. Имаме гледачи. Не знам дали ќе имаме време да ги вклучиме сите во денешната телма амбуланта, но еве ќе ги замолам што по-конкретни прашања да постава за да има простор да добијат и соодветен одговор. Добар ден за следниот гледач во денешната емисија. Добар ден. Ало. Во програма сте, повелете. Добар ден, среќен Добар ден. ден. Сакам да ја пофалам емисијата. Ви благодарам. Водителката, господинот доктор, професор. Многу ви е прекрасна емисијата. И ние вака возрастниве, поготово ја следам секогаш, кога имате убави теми и секогаш имате. Ви Да се благодарам. даваат вака почесто, меѓутоа и да биде една објава. Поготово како оваа денешнава што ви е. Така имаше најава, но и да вие не сте. Ние вака што сме осамени, имаме деца, ма тие се цел ден на работа. Они не Така. може да се посветат на нас и на програмите да ги... Мола? Ве следиме. Да. Па не, они, например, вака сега не се заинтересирани и немаат време да ги пратат овие емисии. А додека ние, што сме осамени, секој треба да има позитивна енергија, да се дружи, да излегува, било каде да е. Така. И во помали места има да се најде за дружба. Едино Така. само ако не е покретен човекот. Другото све се наоѓа. И во тек на животот се што ќе се види. Па така да мислам да имате почесто разговори со вакви професори, доктори. Така, секако. Ви Многу ми е благодарам за пријатна и убава поддршката, ви емисијата. благодарам за вклучувањето во програма. Ние ќе вклучиме уште еден гледач. Добар ден. Не, си исклучил во меѓувреме гледачот. Добро ни, професоре, продолжуваме понатаму. Гледаме дека се јавуваат гледачи кои што се чувствуваат така, кои што се чувствуваат осамено. Споминавте дека мора да се најде решение. Во разни земји различни модели се нудат. Што велите вие за она комуникација преку социјалните мрежи? За комуникација преку алатките на мобилните телефони. Дали се можеби тие доволни за почетно намалување на осаменоста? Да, за тоа многу се пишува во последно време. Ова ве прашам, се извинувам што ве прекинав, бидејќи младите постојано се на мобилен телефон, но тие се чувствуваат осамени. Па затоа велам дали тоа за возрастните е решение или не е. Тоа никако не може да биде замена за она што го зборував, допирот, делењето на емоцијата, бивањето тука и сега, во просторот и во времето заедно со... Тоа може да биде подобрување некое, да направи подобрување. Секако и подобро да се јавуваме барем на телефон или да се за овие луѓе кои што живеат во странство, знам дека користат, нели, и видео врски и сето тоа е нешто што може да знаете, кој ќе влезе во дневниот ритуал на човек кој што е осамен, тоа е од помош, но не може да биде субститут, не може да биде замена. Од друга страна, она што го споменавте за децата е сосема друга тема која што мислам дека би морале да... Ќе заслужи една цела емисија таа тема. Но мораме да ја загатнеме. Социјалните медиуми или како се вика тие мрежи
тие го уништија детството на нашите деца. Апсолутно. Колку да тие имаат сега некои од овие, како се вика, IT стручњаци, ќе речат како зборува овој професор по психијатрија, интелектуалец, па децата учат многу. Точно. Децата учат многу, учат јазици преку тие социјални мрежи, учат многу информации. Мојата ќерка има 13 години, знае се. Ја се чудам од кај ги знае сите тие глумци, режисери, не знам, знае пејачи и се останато. И многу други информации кои што јас не ги знам. Ги знае затоа што прати, следи. Но едукацијата е окей. Но она што се прави со таа прекомерна употреба на тие, со тој скрин тајм што е сега, многу се обработува, да сериозно влијае на развојот на мозокот на децата. Сериозно негативно влијае, затоа што еден начин на учење само има. Нема учење низ искуство, нема учење во контакт со човекот, нема запознавање, нема препознавање на емоција низ face recognition, или низ препознавање на ликот на човекот, затоа што ние немаме и работиме со апарати само. И децата се отуѓуваат. Децата седат заедно, за жал и некои возрастни, средовечни, и некои брачни другари, седат нели во еден покрај друг и еден сите се покрај друг и секој си гледа на телефонот. Па тоа не е дружење, па тоа не е социјална конекција, па тоа не е квалитетна споделување. Човекот е социјално битие во суштина, невробиолошки. Нели постојат центри или постои, ако сакате, социјален нагон, како таков се опишува психијатријата, кој што ние мора да го задоволиме. Треба да разговараме. Но разговарањето на комуникацијата на човечките битија е очи во очи, тука и сега, со поглед, со гримаса, со збор, со звук, со тоналитет, со емоција која што се споделува. Но нема тоа ни социјалните медиуми. Тоа е некоја, не знам, тоа е виртуелна реалност во која што не е здраво да живееме, се отуѓуваме, не постоиме. Да, велат, па кај си ти, што те нема на, не знам сега. Да, ќе се сретнат по години, да речеме, повозрастните ќе се сретнат, ќе се најдат на Facebook од средношколските денови, но некако изгледа дека комуникацијата останува таму, во виртуелниот свет. Ретко се решаваат да седнат потоа на кафе, да излезат и да почнат со дружби. Може би и до нашиот менталитет. Ретко се случува и за средовечните, и за... Јас така мислам, не знам, секоја чест на оние што успеале да ги одржат своите социјални комуникации, своите пријателства. Еве, јас секоја зборам за некои мои примери. Сега бев на една прослава на пензионирање на мојот најдобар другар на сите времиња. И се зачудив како ми дојде да прозборам и да кажам дека ние никогаш ништо лошо не си имаме направени, секој сме биле еден за друг тука, а со срамење се засрамив и кажав, но не се гледаме заради тоа што јас сум постојано зафатен. Го уништивме тоа што е вредно. Така. Таков е животот. Во некој вртлок сме постојано со обврски, да, но мораме, и вие и јас имаме должност да подигаме јавната свест за дека тоа е нездраво. Така. Рековме, почнавме со емисијата дека тоа влијае, таа осаменост влијае на многу аспекти на нашето физичко здравје, на нашето ментално здравје, на квалитетот на живот, на сето тоа. Имам уште една споредба. Замислите, осаменоста како фактор кој што го нарушува нашето физичко здравје, се изедначува преку ова се податоци од Светска здравствена организација и американската акција за здраво старење вели дека е еднаква на 15 цигари испушени дневно. Замислите, мислам каква глупа паралела, нели? И на ексцесивно консумирање на алкохол и неактивност и на гојазност. Значи ризик факторите кои што ги знаеме сите дека носат кон болести, пушење, ексцесивно пиење, алкохолни пијалаци и обезност, односно дебелина, ги изедначуваат со осаменост. Осаменоста влегува во висок ризик. Колку сериозен ризик фактор е всушност. И затоа треба да размислуваме, да ги вратиме оние наши, или да вратиме добрината која што вие луѓе споменуваат и да вратиме па не е важно сето тоа, нели? Во овој материјалистички свет кај што се отепавме трчајки по некаква заработувачка, по некакви, ако сакате и не мора да биде материјална, по некакви нарцистични награди, дека сме некои нешто, сме постигнале нешто. И трчајки по тоа заборавивме на убавината на пријателството, на дружењето, на смејата, на песната,
не знам, на многу работи кои што се многу поважни. И го трасиравме патот очигледно кон осаменоста и кон самотијата. Да, да. Сега имаме уште малку време, сосема на крај би сакала да ве прашам што е со оние лица кои што чувствуваат длабока осаменост, може би си малку депресивни. Тие и дополнително сакаат да се самоизолираат, сака да се осамуваат. А како тоа да се реши? Тоа е еден врзик круг, еден циркулус вициозус во кој што осаменоста и депресијата се вртат една со друга и се усисуваат некако. Што да се прави, па треба да се бара, нели реков, поддршката од блиските. Мораме овие пораки да ги пратиме до, ако зборуваме за возрастните, да ги пратиме до нивните деца, до членовите на нивната како што каже поблиско семејство. Нивните деца всушност треба да ја гледаат оваа емисија. Токму така, да. Дајте реприза во попладневните часови некој ако мислите дека заслужува, нели, затоа што ние подигаме јавната свест за проблем кој што сериозно го атакува здравието на овие луѓе. Ние мораме да се вратиме и да најдеме малку време и да бидеме навистина со цела душа и срце тука и сега и да бидеме среќни што враќаме на тие што не создале, ако сакате, на некој начин. Тоа е овој дел кој што е за возрастните секако. Другиот аспект е, нели, дека треба можеби да се обидеме, ви ги спомневте овие дигитални средства, да ги обучиме малку за да бидат малку повклучени во тоа што се случува, па дури и да гледаат некакви нови социјални вештини да учат или да гледаат некакви слики од минатото, споменари, или да им помогнеме, да им донесеме слики, не дигитални, туку обични, да ги редат и да ги прават споменарите за кои што повторно треба во живо да седнеме и да разговараме. Меѓутоа има различни има групни активности за кои што заедницата треба да подигнеме свеста на локалните заедници. Треба пензионерски домови. Сега не доаѓаат локалните избори, треба да размислуваат луѓето дека треба волунтаризмот да го подигнеме, да ги подигнеме. Има многу здрави, добри деца кои што би сакале да си ги видат своите баби и дедовци и кои што волонтерски може да се со своите другарчиња да отидат и да им направат еден хепенинг во смисол дека еве, доаѓаме, ве посетуваме, сега ќе ви пазариме нешто, дали ви треба да ви купиме. Зарем тоа не е добра социјална иницијатива, локална? Зарем локалните заедници не може? Дали можеме да направиме некои катчиња кај што ќе се симнат оние што се подвижни, барем пензионери, ќе поседат, ќе поразговарат? Дали можеме во оваа урбана џунгла да направиме некои зелени површини кај што ќе седнат, барем додека е вака убаво времето во нашето Скопје или во нашата држава? Значи има многу елементи на крајот на краиштата кои што се на лично ниво, на семено ниво, на ниво на заедницата. Ние работевме, да завршам со промоција на она што го работевме низ едно невладино здружение. Работевме на така наречени мемори кафеа за пациенти кои што имаат деменција, да. Знаете како се чувствуваат тие кога ќе се собереа и кога ќе дојдеа со своите оние што се грижат за нив, со своите роднини, и ќе им дадеме да играат некои, како се вика, друштвени игри, или ќе пуштиме малку музика, или ќе направиме чај, кафе, ќе се напиеме тука во центарот, имавме една просторија каде што се собират. Тие беа, не знам, колку пати подобри и посрекни барем во тој ден, и тој ден беше нешто што велеа, дајте да имаме вакви средби. Да се повторува. Мораме да размислуваме за тоа. А за децата ќе зборуваме во некоја друга емисија, само една порака до родителите, да ги учиме децата да се дружат, да ги учиме децата да разговараат на телефон, не да си пишуваат пораки, да ги учиме децата да ги тргнат телефоните кога седат заедно во некој кафе или во друштво. И сето тоа е затоа што одиме кон нешто што е целосно алиенирано општество, кое што правиме деца кои што ќе се научат да живеат во една самотија, издвоени од другите. А веќе споменавте дека тоа води кон болести. Ви благодарам многу за денешното гостување, професоре, за сето она што денеска го кажавте како факт, информација поврзано со осаменоста и болестите кои што ги носи со неа. Се надевам дека ќе се видиме повторно во Телма амбуланта. Јас ви благодарам за поканата. И ве сосема на крај, оние кои што се чувствуваат осамено, повозрастните лица слободно нека кренат слушалка и нека им се јават на своите блиски, да не размислуваат дали им пречат. Секако дека не пречите. Ви посакувам пријатен ден.
Thank you.